Почнуваме со вестите, почитувани гледачи. Застрашувачка статистика бележи штипската полиција кога станува збор за сообраќајни несреќи со жртви. Штип и Делчево со најмногу загинати во сообраќајни несреќи. За надминување на состојбата потребна е итна акција. Минатата година на подрачјето на штипскиот сектор загинале 30 лица. Негативниот тренд продолжи и годинава. 5 загинати регистрира полицијата за неполни 4 месеци. Штип и Делчево со најмногу загинати лица во сообраќајни несреќи. Штипскиот сектор лани со 30 жртви на патиштата е второ рангиран во државата, по Скопскиот сектор со 37 загинати. Ова е причината за работна средба на надлежните од полицијата и локалната самоуправа со цел утврдување на причините, но и мерките за надминување на состојбата и подобрување на безбедноста во сообраќајот. Од една страна неопходно е сообраќајно превентивно и едукативно действување, подигање на свеста за одговорно учество во сообраќајот. Од друга страна неопходно е и секако засилени контроли од страна на сообраќајната полиција, унапредување на сообраќајната инфраструктура и така натаму. Меѓутоа како прво и основно најнапред неопходно е јакнење на капацитетите на надлежните институции со цел еден професионален пристап кон проблемите и предизвиците во сообраќајот. Како најчести причини за сообраќајните несреќи се посочува брзото возење. Човекот е факторот кој зависи безбедноста на патиштата. Сите податоци покажуваат дека сообраќајните незгоди во основа се комбинација од повеќе прекршоци, меѓутоа најчеста причина е сепак факторот човек и тоа подразбира брзо возење, управување на моторно возило под дејство на алкохол, непочитување на сообраќајната сигнализација и така натаму. Тоа не значи дека сите останати фактори се на нависоко можно ниво, меѓутоа сепак факторот човек е тој кој што ги носи одлуките и тој кој што е крајниот одговорен за тоа како ќе биде однесувањето на учесниците во сообраќајот и како ќе бидат текот и безбедноста на сообраќајот. Негативниот тренд продолжува и оваа година. За неполни 4 месеци на подрачјето на штипскиот сектор животот во сообраќајни несреќи го загубија 5 лица. Лани во државата, според статистиката на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, загинале 155 лица. Сдруженијето на интернисти на Република Македонија најостро го осудува физичкиот напад на доктор Верица Јакимова, специјалист интернист вработена во општата болница во Кочани. Ваквиот инцидент, за жал, е загрижувачки параметр за состојбата во која се наоѓаат лекарите интернисти и сеопшто лекарите во Македонија. Ги повикуваме одговорните институции, се вели во реакцијата, да го расветлат случајот со соодветни санкции кон сторителот како гаранција дека во иднина сите вакви обиди ќе бидат законски санкционирани. Воедно би сакале да укажеме дека состојбата со бројот на лекари, специјалисти и интернисти во Македонија станува загрижувачка, посебно во источниот регион каде бројот на интернисти драстично се намалува. Неколку градови како што се Берово, Пехчево и Македонска Каменица веќе немаат интернисти, а ако се следи просекот на возраста, тогаш многу веројатно истото ќе се случи и со другите градови како што се Делчево, Радовиш, Валандово, Богданци и Кочани, каде токму во овој град веќе има најава за напуштање на тројца интернисти од општата болница. Апелираме до Министерството за здравство да се направат дополнителни напори за унапредување на условите во кои работат специјалистите интернисти и будно да се следи структурата на здравствената мрежа која од ден во ден го менува својот карактер најмногу во насока на недостаток на интернисти. Жителите на Пробиштип од проектот Биоотпад првите ефекти ќе ги почувствуваат за неколку месеци. Оваа рударска општина, благодарение на европскиот проект во кој е вклучен и Штипскиот универзитет Гоце Делчев, ќе биде првата општина во која граѓаните ќе плаќаат толку колку што фрлиле отпад. По повод денот на планетата Земја, градоначалникот на општина Пробиштип Драган Анастасов и представници на Универзитетот Гоце Делчев на денешната пресконференција презентираа докаде се активностите од меѓународниот проект Биоотпад, кој се реализира со европски пари, а во него се вклучени и неколку европски земји. Пробиштипскиот градоначалник Анастасов вели дека граѓаните на општина Пробиштип ќе бидат првите во земјава кои ќе ги плаќаат сметките колку што фрлиле отпад. Предвидено е да има 3 компостари на територија на општина Пробиштип. Имаме неколку целни групи да опфатиме. Едната целна група е угостителските објекти. Да отпадокот од храната
го фрлат во овие компостари, но и 2 населби на територија на општина Пробиштип. Жителите на пробиштипската населба Калниште имаат интерес за да се спроведе овој проект. Нормално кога се работи на проект на кој што ќе имаат олеснување во делот на финансиски средства, односно се намалуваат трошоците на секој еден граѓанин, на секој едно семејство, нормално дека кај нив интересот е голем. Анастасов истакна дека целта преку проектот е општината преку практично и научно истражување да покаже ефикасност во воспоставување на новиот систем за собирање на отпад, а кој што и сите општини во земјава согласно европските стандарди и треба да го пременуваат. Анастасов вели дека до крајот на годината ќе бидат поставени компостарите. Проектот изнесува околу 270.000 евра, а средствата се обезбедени преку ИПА програмата од фондовите на Европската Унија. Штипските основни училишта заедно со општина Штип го одбележаат денот на планетата Земја. Носител на активностите е Штипското основно училиште Ванчо Праке. Денес општина Штип како организатор и основното училиште Ванчо Праке како партнер и реализатор на активноста се обележува Светскиот ден на планетата Земја. Целта на одбележување на вакви настани е да се развие свеста кај учениците, да се развие свеста за заштита на животната средина, чувството за екологија и најважното нешто е дека немаме резервна планета. Денеска нашето училиште Ванчо Праке е носител на оваа манифестација, Денот на планетата Земја, 22 април. Ние го одбележуваме денес со поддршка на општина Штип. Главната цел е да пренесеме порака дека секој поединец е важен и битен во зачувување на животната средина. Тоа го правиме денеска со помош на другите училишта кои што имаат своји точки, со песна, игра, цртање. Штипската касарна Јане Сандански го одбележа патрониот празник. Штипскиот гарнизон ја чествуваше 103-та годишнина од загинувањето на македонскиот револуционер Сандански. Во Штипската касарна одбележена 103 годишнината од смртта на патронот Јане Сандански, војвода и истакнат македонски револуционер. Подсетувајќи ги накратко присутните за текот и придобивките од борбата за слобода на македонскиот народ, предводена од перинскиот цар, подполковник Петрушевски истакна дека касарната со гордост го носи неговото име. Неговиот идеал за создавање на самостојна, независна, слободна држава на македонскиот народ е наша стварност, но и светообрска да сочуваме крваво стекнатата слобода и државност. Денес нашата единица представува воена сила достојна за почит, пополнета со професионален персонал, обучен и извежбан за извршување на борбени задачи во сите услови и во согласност со стандардите на земјите членки на НАТО. Вториот механизиран пешадиски батальон, додаде командантот Петрушевски, е опремен со борбени и неборбени технички средства, кои овозможуваат одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на земјата, учество на мировни мисии предводени од НАТО алијансата, давање поддршка на населението при елементарни непогоди, како и обезбедување на државната граница. Покрај припадници на армијата пред спомен бистата на Сандански се поклонија и представници на локалната самоуправа и Сдружение на граѓани. Штипските археолози открија рударска населба која потекнува од железното време. Новото археолошко пронаоѓалиште се наоѓа на местото каде што ќе се простира транспортната трака по која ќе се транспортира рудата од Боров Дол до Бучим. Рударска населба од железно време, откриена на местото каде што ќе се простира транспортната трака, по која треба да се транспортира рудата од Боров Дол до Бучим. Пронајдени се 2 печки за топење на руда, монети од 3 и 4 век, како и керамика карактеристична за периодот од пред 8000 години, односно од камено време. Овде се најдени една исто така рударска населба од бронзеното време, односно преодот на бронзеното време во железното време, со многу карактеристични наоди и карактеристични работи кои што досега во поширокиот регион не се најдени. Откривањето на рударската населба од железно време е дел од заштитените археолошки истражувања под покровителство на рудникот за бакар Бучим, кој е и услов за добивање на дозвола за експлоатација на Боров Дол. Добро е овде што ќе се најдат значајни остатоци од археологијата од тие времиња што ќе бидат документирани,
кои во нормални прилики во Република Македонија најверојатно немаше да бидат истражени затоа што за ова треба средства. Пред околу 7 месеци во бесноста Боров дол, штипските археолози пронајдоа рударска населба која датира од 6 и 5 век пред новата ера. Археолошките истражувања ќе завршат кон крајот на мај, пошто откако ќе бидат документирани, повторно ќе бидат затрупани. Во Штип денес одбележена 36-та годишнина од смртта на револуционерот и големиот поет Ацо Шопов. Во Штип денеска беа одбележени 36 години од смртта на поетот Ацо Шопов. По тој повод представници од Општинската организација на Сојузот на борци, градоначалникот на општина Штип, представници од општината, политички партии и државни институции положија цвеќе пред неговата спомен писта. Пригоден говор пред присутните одржа секретарот на Општинската организација на Сојузот на борците во Штип Петар Мицевски. Ацо Шопов е учесник во народно-ослободителната и антифашистка војна на Македонија од 1941 до 1945 и се наредил во врвот на борците која водеа 4-годишната војна, која извојува победата над фашизмот и создаде држава со име Република Македонија. Се сврстил кон врвните поети на Македонија, а неговата поезија се сврстил кон врвните поети од светски ранг. Ацо Шопов се смета за стожер на македонската модерна литература. Првата збирка песни ја објавил во 1944 година. По војната ги објавува Пруга на младоста со Наше раце, на Грамос и антологиската Очи. Зад себе остави значаен творечки опус, меѓу кои врвните поетски остварувања Небитнина, Гледаш во пепелта и Дрво на ридот. Средношколци од Виница се дел од проектот на Еразмус Плюс програмата. Тие заедно со своите врсници од неколку земји ќе дебатираат за здравата храна, но и ќе ја представат својата култура и традиција. Проектот се реализира во Турција. 11 ученици од Виничкото средно училиште Ванчо Прке со своите врсници од Литванија, Романија и Турција ќе учат и разменуваат знаење во делот на здравата исхрана, културата и традицијата во градот Афион во Турција. Учениците во понеделник заменуваат, а се дел од проектот на Еразмус Плюс програмата. Целиот овој проект е поврзан со здравата храна и дали ние денес здраво се храниме или не се храниме и како тоа значи да го избегнеме и да ги на еден начин навикнеме луѓето или младите да се хранат здраво, затоа што брзата храна не е добра во никој случај. Во самата програма има предвидено, бидејќи се одвива во Афион, нели тоа е една провинција, главниот град токму е Афион. Имаме запознавање на градоначалникот, значи исто така гувернерот или кајмакамот, како го викат тие на самата област и директорот за образование, значи сите учесници одиме таму и го представуваме проектот. Училиштето Ванчо Прке веќе трета година поред е учесник во проектите од Еразмус Плюс програмата, која им овозможува на учениците да го усовршуваат англискиот јазик, но и да ги прошируваат своите знаења. Музички хепенинг и хуманитарна акција утре организира Штипскиот Црвен крст. Граѓаните на мини плоштадот во центарот на градот ќе може да донираат за социјално раливата категорија на граѓани. По повод недела на солидарноста, Општинската организација на Црвен крст Штип организира музички хепенинг кој што ќе се одржи утре, односно во сабота на малиот плоштад спрема Намата. Музичкиот хепенинг ќе започне во 12 часот. Ги повикуваме јавно сите граѓани на општина Штип кои што сакаат и може да донираат од типот на облека, храна и обувки и парични средства кои што ќе бидат наменети за социјално загрозените семејства. Во Штип се одржува второто издание на меѓународниот танцов фестивал Шеар. На сцената на Центарот за култура ќе се представат студенти од 9 европски танцови академии. Фестивалот завршува утре вечер. 101 студент од танцови академии од 9 универзитети од вчера се во Штип. Во наредните 2 вечери тие ќе бидат дел од второто издание на Европскиот танцов фестивал Шеар, кој годинава се одржува по втор пат. Покрај музички перформанси, за студентите се предвидени работилници, каде што ќе можат да разменат, но и да стекнат нови искуства. Платформата значи се состои од некои работилници кои што се за современ танц и секој универзитет има свој представник кој што
ги одржува тие работилници и воедно во трите вечери кои што се случуваат тука во Штип на сцената на Домот на културата Ацо Шопов, значи ќе имаме 3 вечери со по 3 представи, фактички ќе се изведат 9. Фестивалот Шер се одржува на секои 2 години, а првото издание го организирало Танцовата академија од Братислава. Вечер во јутре вечер на сцената во Домот на културата ќе се представат студенти од Латвија, Полска, Виена, Прага и Унгарија. Cilj je u suštini da se mladi ljudi sretnu iz raznih država. Целта на овој фестивал е да се сретнат млади луѓе од различни држави и покрај тоа што ќе видат представи ќе можат заедно да учат, но и да создадат нови пријателства кои ќе вродат понатамошна меѓусебна соработка. I must say we are absolutely delighted to be here and it's Многу сме задоволни што сме овде. Вие сте многу пријателски расположени. На нашиот музички перформанс ќе настапат 4 студенти и ќе изведат специфични танцови точки. Како дел од организаторите на овогодинашното издание на фестивалот Шер се јавуваат Универзитетот Гоце Делчев и Домот на културата Ацо Шопов. Геодетот Делчево се здобил со тешки телесни повреди додека работел. Вчера, околу 14 часот во непосредна близина на македонско-бугарската граница, 53 годишниот геодет ВЗ од Делчево, вработен во Агенцијата за катастар и недвижности, додека извршувал работни задачи поради нерамен терен, стапнал во длабнатина и паднал, при што се здобил со тешки телесни повреди, информираат од полицијата. По укажаната помош на итната медицинска помош, ВЗ е пренесен и задржан во медицинскиот центар во Струмица на понатамошно лекување. Извршен е увид на местото на настанот, соопштуваат од полицијата. И кон крајот на дневникот да најавиме што тоа ќе се случува на спортските терени овој викенд. Тројца кикбоксери на клубот Гладиатор од Штип ќе настапат на државното првенство на Македонија што ќе се одржи во Скопје. Слав Чарсов ќе настапи во категоријата минус 79 кг, Никола Нацев во категоријата плюс 69 кг и Јован Данилов ќе настапи во категоријата минус 34 кг. Сите тројца штипски кикбоксери ќе настапат во дисциплината кик лајт. А фудбалските второлигаши од групата Исток утре сабота ќе ги одиграат надпреварите од редовното 22 коло во кое екипата на Брегалница ќе биде слободна. Уште 6 коло стемнуваат до крајот на сезоната во втората македонска фудбалска лига група Исток, во која екипата на Белашица е прва со 49 бодови и има убедлива предност од 9 бодови пред второпласираната Брегалница која има 40 и Борец кој има 38 бодови. Брегалница во овој викенд ќе биде слободна, а Борец ќе гостува на Тиквиш и со евентуална победа би избил на второто место. Еве ги комплетните двојки за ова 22 коло. Кожув Плачковица, Тиквиш Борец, победа во Ландово Беласица и Осогово Каменица Саса. Слободна ќе биде екипата на Брегалница. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 21 април со почеток во 16 часот. Изминативе денови основците, односно осмооделенците и деветооделенците се надпреваруваа во ракомет, а сега средношколците во кошарка. Имено женската кошаркарска екипа на Средното медицинско училиште Јане Сандански од Штип го освои првото место на регионалниот турнир што се одржа во Свети Николе. Со ова екипата на Јане Сандански под менторство на спортските педагози Новиц Здравев и Мијалче Маджаров се стекнаа со правото за настап на финалниот турнир во правенството на училишниот спорт, познат како Гимназијада, на која ќе настапат најдобрите 6 екипи од Македонија, која ќе се одржи од 10 до 12 мај во Тетово. Штипското локално дерби во рамките на првата футсал лига на Македонија помеѓу екипите на Стибо и Мал Ајакс донесе мощна, интересен и до крај неизвесен надпревар, полн со пресврти, во кој на крајот се радуваа играчите на Стибо. Вистинска фудбалска драма во Штип издржира играчите на Стибо и на Мал Ајакс под диригентската палка на тренерите Илија Митров и Владко Манев. Беше тоа надпревар за љубителите на малиот фудбал со челичи живци, бидејќи беа свидетели на многобројни пресврти во кои стрелците беа и како расположени. Гледачите видоа дури 12 атрактивни голови, плод на милиметарски точни акции, а благодарејќи на феноменалните обрани на двајцата голмани, не беа постигнати уште повеќе голови.
Во првото полувреме играчите на Мал Ајакс беа подобри, просто везеа по теренот и го полнеа голот на Астиво. Има водство 2:5, за да на крајот на првото полувреме резултатот беше 3:5. Во второто полувреме пресот, како што не се памети. Играчите на Астиво се растрчеа, беа тие кои просто го прегазија противникот, кој како да не беше истиот од првиот дел. Дојде до израмување на резултатот на 5:5, за да Астиво дојде во водство 6:5 во самиот финиш. Екипата на Астиво имаше шанса за нов гол, но промашија пенал. Играчите на Мал Ајакс се обидоа и со игра со голно во полето да дојдат до израмнување, но погрешија и Астиво тоа го искористи, упатувајќи топката во празниот гол. И тука завршија надежите на Мал Ајакс. Победа на Астиво со резултат 7:5, во која сите играчи и на едниот и на другиот тим заслужуваат само пофалби и честитки за ова величествена партија. Имаше искри, имаше тензични моменти, но сето тоа беше во жарот на борбата и на големото ривалство на овие две екипи, која сепак на крајот заврши со пријателски, другарски, честитки и пријателски стисок на раката. Штип е единствен град кој има две екипи во првата футсал лига на Македонија и треба да се гордеа со нив. Ете, овде го заокружуваме ова поточно издание на вестите на Ирис телевизија. Ви благодариме за вниманието. Имајте убава вечер и пријатен викенд. Декор Карарман, од идеја до финален производ, врвна технологија и стручен кадар, формула за врвен квалитет, производство и продажба на мебел по најнови модни трендови и мебел од масивно дрво, тепизи теписони, од домашно и странско производство.